Дженан Лончаревиќ, Милица Павловиќ и Јелена Розга ќе бидат главните музички звезди на 23-тиот поред пиво фестивал кој што ќе се одржи во Прилеп на 17, 18 и 19 јули, односно традиционално во првиот викенд по завршувањето на Петровденските пости. Фестивалот се организира со поддршка на општина Прилеп, а во организација на Сдруженијето Vibe Events. Забавата на главната бина во 3 дена ќе започнува во 19 часот, а ќе завршува во 1 часот после полноќ. Потоа, публиката ќе има можност да се забавува со музиката на повеќе диџеи на камената бина во центарот на Прилеп. Низ призма на овој настан, ние сериозно работиме да ја поправиме економската состојба во градот, да донесеме што е можно повеќе туристи, за да овој град се врати повторно на местото каде што беше во минатите години, а добро знаете дека овој настан предизвикуваше сериозен интерес во македонската, но и пошироко и во балканската јавност. Ќе има 6 пиварници од земјава и странство со над 20 видови пиво. Во тек се преговори со останати представници и пиварници и се разбира други ugostители кои ќе учествуваат со своји штандови на кои ќе се понуди традиционална вкусна прилепска скара и различни видови на пиво. Општината годинава за фестивалот одделила 2 милиони денари, пари од граѓаните, за кои што се очекува неколкократно истите да бидат вратени назад во прилепскиот бизнис сектор, преку зголемена посета на туристи и зголемена продажба на стоки и услуги. Пари од граѓаните со кои што сметаме дека покрај забавата која што ќе биде понудена на јавната површина, односно на градскиот плоштад, дека дополнително ќе им помогнеме на стопанствениците, особено на оние во старата Прилепска чаршија и на целото стопанство во градот да се раздвижи малку. Период е кога сите наши иселеници се генерално тука, користат годишни одмори. Период е кога сите наши сограѓани се на некој начин на годишен одмор, се слободни. Исто така, општината била во преговори со УЈП и Агенцијата за храна и ветеринарство. Сите штандови, пред да започне фестивалот, да ги исполнат потребните законски услови, за да не доаѓа до проблеми од овој тип за време на 3 фестивалски дена. За Сител, Дарко Штарговски.